Недела 9 часот и 30 минути и еве не повторно тука да си посакаме пред се добро утро и да го започнеме денот со убава мисла. И да го започнеме секако денот со нови совети за да го направиме вашиот дом поубаво место за живот и престој во него. Почнуваме сега, а што ќе гледаме во следните 30 на минути, само накратко ви откривам во краткиот преглед на денешново издание. Еве што ќе гледате во новиот квадрат. Во новиот квадрат ви откриваме кои детали ќе го направат вашиот дом со душа. За фенг шуи и фусуи зборуваме во новиот квадрат. Останете тука. По рекламите почнуваме. Фенг шуи. Некои воопшто не обрнуваат внимание, а некои дури сакаат да послушаат дел од советите и да ги применат во својот дом за да го променат амбиентот и да создадат некоја дополнителна среќа во своите простори. Сепак, како и да е, од која група и да сте вие, нема ништо лошо од тоа да слушнеме некој совет плюс. Совети фенг шуи слушаме во продолжение. Ако имате чувство дека нешто недостасува во вашиот дом, проблемот можеби не е во декорацијата, туку во енергијата на просторот. Според филозофијата на фенг шуи, трпезаријата е многу повеќе од место каде што ручаме. Таа е символ на заедништво, среќа и благосостојба. Затоа малите, но внимателни промени во овој агол од домот може да разбудат нова енергија, да го зголемат чувството на топлина и да привлечат изобилство. Обликот на масата менува се. Според принципите на фенг шуи, обликот на масата игра клучна улога. Заборавете на острите рабови што го пресекуваат протокот на позитивна енергија. Тркалезна или овална маса е идеален избор, бидејќи поттикнува комуникација, поврзување и непречен проток на чија енергија. Ако изберете материјал, дрвото е секогаш најдобра опција. Природно, топло и стабилно. Масите од стакло и метал изгледаат студени и далечни, што може да го расипе чувството на домашна атмосфера. Ако можете, инвестирайте во квалитетна дрвена маса со заоблени линии, која ќе биде срцето во вашиот простор. Покрај тоа, изберете удобни столчиња со високи потпирачи за грб. Тие обезбедуваат чувство на сигурност и стабилност, што е многу важно во учењето на фенг шуи. Празната маса, без разлика колку минималистички изгледа, испраќа порака на празнина. Фенг шуи учи дека во централниот дел од масата мора да зрачи со живот и символи на изобилство. Наједноставното решение – чинија со свежо сочно овошје, портокали, грозје, златни или црвени јаболка со класични символи на среќа и просперитет. Ако не сакате да чувате овошје на масата, уметничките детали со овошни мотиви, керамика или декор во топли бои, како портокалова, златна или темно-црвена боја, го носат истиот ефект. Важно е масата да изгледа жива и да повикува на собирање, споделување и радост. Магија на огледало, дуплирање на благосостојбата. Во традицијата на фенг шуи, огледалото за трпезарија не е само декоративен детаљ. Таа има и моќ символично да го удвои она што веќе вие го поседувате. Идеалната положба на огледалото е да ја рефлектира масата, бидејќи со тоа се верува ја множи среќата, успехот и материјалната благосостојба. Избегнувајте огледала што гледаат директно на влезната врата, бидејќи се верува дека тогаш енергијата заминува. Најдобриот избор е огледало со дрвена рамка, со заоблени рабови кои дискретно се вклопуваат во просторот без да го нарушат протокот на енергија. Нема помоќен лек за фенг шуи од уреден и чист простор. Трпезаријата што е преполна со работи, преполна со непотребен декор или покриена со прав, ја блокира енергијата и изобилството. Одржувајте ја масата уредна и подготвена дури и кога не сте во друштво. Вака испраќате порака до универзумот дека сте подготвени за добри времиња и нови познанства. Светлината е исто така клучна. Природната дневна светлина или топлите амбиентални извори на осветлување дополнително го активираат просторот и придонесуваат за чувство на хармонија. Не мора да го реновирате целиот ваш дом за да внесете повеќе благосостојба и позитивна енергија. Доволно е да ја освежите трпезаријата, срцето на вашиот дом, со неколку внимателно одбрани елементи, природни материјали, заоблени форми, топла палета на бои и мал, но ефективен централен декор. На крајот на краиштата, трпезаријата не е само место каде се собирате со вашето семејство. Таа го одразува вашиот однос кон животот, заедницата и среќата. Ако го уредувате со грижа и љубов, тоа ќе ви се одолжува секој ден. Преку повеќе убави моменти,
Повеќе топлина и чувство дека секогаш има простор во вашиот дом да се прими нови и убави нешта. Иако за фенг шуи досега сме слушале многу пати, фусуи можеби го сретнувате за прв пат. Зашто станува збори, можеби ќе слушнеме дел од советите во продолжение. Домот одамна престана да биде само место каде што живееме. Тој стана простор каде што се обидуваме да се одмориме, да се забавуваме, да ги собереме мислите, да работиме, да се опоравиме од денот и да го вратиме чувството за рамнотежа. Затоа не е изненадувачки што во последните години филозофиите за дизајн на домот што ги поврзуваат просторот и благосостојбата стануваат се повеќе популарни. Веќе сме запознаени со фенг шуи, но сега има се почеста дискусија и за друг пристап – фусуи. Ова наједноставно може да се опише како јапонска интерпретација на фенг шуи, обликувана преку естетика на едноставноста, почитување на природата и емоционалната рамнотежа, додека фенг шуи често се поврзува со правила за проток на енергија, поставување на мебел и символиката на просторот. Фусуи е поинтуитивен и помек. Не кани да го погледнеме нашиот дом како организам, простор што влијае на тоа како се чувствуваме, размислуваме и се движиме низ нашиот секојдневен живот. Не станува збор за радикална промена на интериерот, купување нов мебел или следење на уште еден тренд на социјалните медиуми. Фусуи е пред се начин на наблюдување, што навистина ни е потребно во нашиот дом, што не смирува, што не оптоварува и каде просторот може да почне да диши. Една од основните принципи на филозофијата фусуи е едноставноста, но не студената празна едноставност што го прави просторот да изгледа како да е изложбен салон, туку онаа што го олеснува нашето секојдневие. Фусуи не значи дека домот треба да биде совршено минималистички, туку дека секој предмет има свое место и причина за неговото постоење. Ако масата е преполна со работи што не ги користиме, полица полна со декорации што повеќе не ги забележуваме, а влезот во станот е полн со торби, чевли и хартии, не е ни чудно што се чувствуваме ментално преоптоварени. Според пристапот фусуи, хаосот во просторот лесно станува хаос во главата. Првиот чекор е едноставен. Погледнете ја просторијата и запрашајте се што навистина ви се допаѓа во неа. Задржете го она што има функција, спомен или убавина, што ви значи нешто, и отстранете го вишокот што само зафаќа простор. Понекогаш е доволно едно добро избрано парче, вазна, ламба или текстил, наместо 10 мали нешта што создаваат визуелен шум. Фусуи особено ја нагласува врската помеѓу домот и природата. Во јапонската естетика, природните материјали, светлината, годишните времиња и текстурите играат важна улога, бидејќи просторот не треба да биде одвоен од надворешниот свет. Домот треба да не потсетува дека сме дел од природниот ритам дури и кога живееме во градот.
Ова не значи дека треба да го претвориме нашиот стан во ботаничка градина. Доволно е да внесеме неколку природни елементи. Дрво, камен, керамика, лен, памук, хартија, бамбус или растенија што добро се вклопуваат во просторот. Едно растение покрај прозорецот, гранка во вазна, керамичка чинија на масата или ленена завеса може да ја променат атмосферата многу повеќе отколку што очекуваме. Светлината е исто така важна. Фусуи поттикнува отворање на просторот за природна светлина секогаш кога е можно. Тешките завеси, преполните прозорци и темните агли може да го направат домот да се чувствува затворен, додека посветлите тонови и распоредот низ кој поминува просторот создаваат чувство на леснотија. Најинтересниот дел од пристапот Фусуи е прашањето за емоции. Наместо да размислуваме само за тоа дали една соба е убаво декорирана, Фусуи не прашува како се чувствуваме во неа. Дневната соба може да биде убава, но премногу стимулирачка. Спалната може да има се што ни треба, но да не кани на релаксација. Работната површина може да биде функционална, но без топлина. Јапонската филозофија на дизајнот на интериер сугерира дека секоја соба ја гледаме преку чувство што го предизвикува во нас. Мир, напнатост, енергија, креативност, тежина или леснотија. Боите играат голема улога во ова. Неутралните, земјени, беж, сиви, зелени и топли бели нијанси често помагаат да се одмори окото, додека премногу силните контрасти и премногу шари може да го зголемат чувството на немир. Ова не значи дека бојата треба да исчезне од домот, туку дека треба да се користи внимателно, преку детали, текстил, уметност или предмети што имаат лично значење. Најдобрата работа во врска со оваа јапонска филозофија е тоа што не враќа на идејата дека просторот треба да му служи на животот, а не обратно. Домот не мора да изгледа како фотографија од списание за да биде добар за нас. Треба да биде доволно лесен за одење, смирувачки, функционален и личен, за да можеме да се препознаеме во него. Затоа можеме да го примениме Фусуи со мали чекори. Да исчистиме агол, да отвориме прозорец, да поместиме стол што ни го блокира патот, да додадеме растение, да фрлиме предмет што повеќе не ни значи ништо, да го промениме осветлувањето во собата или да оставиме празен простор без да мора веднаш да го пополниме. По фенг шуи, Фусуи не потсетува на нешто многу едноставно. Доброто чувство во домот не зависи само од мебелот, трендовите и квадратурата, туку и од тоа дали просторот во кој живееме има доволно мир, воздух, светлина и значење. Следели или не трендови и совети, заедно сигурно ќе се сложите со нас, а тоа е дека во деталите е магијата на целиот простор. Затоа со оваа тема ние денес ќе го заокружиме ова денешно дружење. Детали во домот е она што следува сега. Понекогаш неколку внимателно одбрани детали се доволни за да создадат сосема поинаков впечаток во вашиот дом. Не мора да го менувате мебелот или да ги боите ѕидовите. Токму деталите во интериерот му даваат на просторот карактер, топлина и чувство на промислен стил. Во последните месеци на Инстаграм, Пинтерест и во домовите на креативците ширум светот се појавија неколку декоративни парчиња кои во моментов представуваат наједноставниот начин да му дадете на вашиот интериер вистинско ниво. Ова се детали за интериерот кои прават разлика, без да одземат многу од вашиот буџет. Грамофоните одамна ја надминаа својата примерна функција. Денес тие се едни од најпосакуваните детали во дневните соби, бидејќи истовремено внесуваат доза на носталгија, естетика и личен допир. Дури и кога не е во употреба, грамофонот изгледа како внимателно одбран дизајнерски објект, особено кога го надополнувате со колекција од вашите омилени плочи, што може да се изложат на полици или држачи за зид. Металот се враќа на големо оваа година, но во посуптилна верзија. Послужавници, чинии, светници и декоративни кутии, изработени од нераѓосувачки челик, алуминиум или хром, и стана омилени додатоци за модерниот дом. Нивната рефлектирачка површина додава дополнителна динамика во просторот и создава впечаток на луксус без претерување. Заборавете на неутралните модели на теписи кои се вклопуваат во просторот. Трендовите моментално фаворизираат теписи со необични форми, печатливи шари и интересни текстури. Без разлика дали станува збор за апстрактни мотиви, геометриски линии или модни инспирации од винтидж естетика,
Тепихот станува централен декоративен елемент кој дава енергија и карактер на просторот. Декоративните држачи за книги и полици за списанија се сега хит. Полиците за книги повеќе не се само место за складирање книги. Елегантните држачи, направени од камен, метал или дрво, ги претвараат вашите омилени декорации во дел од внатрешниот декор. Истото важи и за естетски привлечни држачи за списанија кои се појавуваат се почесто во дневните соби, покрај фотели или клуб маси. На овој начин, книгите и списанијата стануваат детај кој изгледа исто толку добро колку што е и функционален. Еден од најлесните начини да се направи просторот да изгледа повнимателен е со зидна уметност. Наместо генерички декорации, трендовите фаворизираат постери инспирирани од филмови, мода, фотографија или современа уметност. Тие изгледаат особено ефективно кога се комбинираат со различни формати и рамки и создаваат галериски зид, што го одразува личниот вкус на сопственикот. Стилизирање на масичката за кафе стана вистинска мала уметност и тоа е многу ефикасен начин кога станува збор за детали на интериерот. Комбинацијата од неколку внимателно одбрани книги, интересна ламба, декоративна чинија или скулпторски предмет може целосно да го промени изгледот на собата за дневен престој. Токму таквите детали му даваат на просторот чувство на живост, автентичност и внимателна декорација. Малите ламби кои се полнат стана неопходен детај во модерните интериери. Освен што обезбедуваат пријатно амбиентално осветлување, тие внесуваат и чувство на хотелски луксус во секојдневниот живот. Може да стојат на ноќната масичка, на полицата, бирото, па дури и на тераса. А токму нивната практичност и естетика ги направија едно од најпопуларните во последните сезони, кога станува збор за детали за интериерот. Ако постојат некои детали во интериерот што може целосно да го трансформираат изгледот на спалната соба во минимална инвестиција, тоа е постелнината. Со последните сезони особено популарни се моделите со нежни пастелни нијанси, романтичната розова постелнина, шарените дезени инспирирани од медитеранските хотели, како и точките кои се преселија од светот на модата во интериерите. Добрата постелнина не само што влијае на естетиката на креветот, туку и на целокупниот впечаток на собата. Бидејќи креветот обично зазема централно место во собата, затоа промената на дезенот, бојата или текстурата може да го направи просторот да изгледа посвеж, потопол и поосмислен, без потреба од големо реновирање. Ленените материјали, памучните пруги и разиграните принтови се моментално меѓу најбараните избори за оние кои сакаат да ја дадат карактер на својата спална соба и доза на современа естетика. На крајот, најголемиот тренд во декорацијата на домот не е следење на трендовите по секоја цена, туку создавање простор кој се чувствува како продолжение на вашата личност. Грамафон, печатлив тепих, колекција книги и внимателно одбран постер може да изгледаат како ситници, но тие се оние кои ја прават разликата помеѓу убаво декориран стан и дом со душа. Прекрасен стан од 40 метри квадратни. Со минимална инвестиција е реновиран и наместен во винтиж стил. И мебел од пазари и интернет аукции. И сето тоа со фантастични решенија за внатрешен дизајн и ретро стил. Со идејата за реновирање на мал стан во Москва, на начин кој нема да бара големи инвестиции, студиото Into Архитектура создаде проект кој комбинира различни стилови, материјали и начини на користење на просторот на оригинален и интересен начин. Фантастични дизајнерски решенија за внатрешноста на станот со мал буџет. Бидејќи станот е првенствено наменет за изнајмување, неопходно било да се организира функционален распоред во расположливиот отворен простор, кој ќе ги задоволи потребите на станарите и ќе им обезбеди доволна приватност. Едностранната ориентација на прозорите ја услови целокупната организација на просторот и неможноста за поставување на преградни ѕидови. Па така станот од 40 метри квадратни е организиран како отворена гарсонјера со внатрешно дизајнирани микроединици. На самиот влез гардероба за складирање од искористени метални ормари е неочекуван избор за просторот за живење, што навестува индустријски стил во дизајнот на интериерот. Просторот на влезниот хол продолжува до просторот на дневната соба, со две тапацирани фотели и ТВ кабинет. Одделен со полица за книги како преграда од дневната соба, во продолжение на просторот има простор за спиење.
Опремен е со удобен француски кревет и минимум потребни детали. Грубо малтерисани ѕидови обоени во сива боја и бетонски таван го обединуваат целиот простор, за разлика од светлите бои на текстилот и дрвениот под. Комбинацијата на различни стилови, различни материјали, стари и нови елементи создава уникатна фузија, елегантно интегрирана во удобен простор за живење и опремена за модерно секојдневие. Модерната бела техника е вградена во доминантна централна коцка направена од дрво, стакло и метал, во која се наоѓа и бањата. Хромирани кујнски елементи, слични на оние што се користат во рестораните, се интегрирани со дрвени гајби и жичени елементи за складирање. Детали како стаклена облога на кујнскиот зид, ретро метално осветлување, метални полици со модерни кујнски апарати. Видливи инсталации зборуваат за внимателно осмислен дизајн, кој подеднакво ги зема предвид естетските и функционалните компоненти. Заштедиле со купување на стари предмети и мебел од пазари и онлайн аукции. Ограничениот буџет за опремување на станот ги натерало архитектите да ја надополнат својата визија за интериерот со парчиња мебел од втора рака и детали кои совршено ќе се вклопат во целината, кои ги нашли на локалните пазари или на интернет, на разни продажни места и аукции. Во централниот дел на станот има трапезариска маса со метална конструкција и 4 различни дрвени столчиња, на сите добро познати како тренд од минатото. Над масата на природниот бетонски таван, како карактеристичен акцент на интериерот и детај кој ја осликува целата дизајнерска идеја, окото паѓа на ретро кристален лустер. Друг антички елемент кој ја добил својата нова употребна вредност во овој стан е машината за шиење. Популарна во минатото, сега поставена во бањата како постамент за вградениот мијалник. Концептот на заштеда при комбинирање на стилови беше постигнат и преку доработка на ѕидови и подови, реализирани од минимална инвестиција. Груби ѕидни површини обоени без претходно брусење, едноставен дрвен под и видливи електрични инсталации. Со оригинален дизајнерски пристап, постигнато е максимално искористување на просторот и уникатен амбиент, кој ги зачувува елементите од минатото без да се загрози удобноста. Јас тука се одјавувам и ве оставам да уживате во остатокот од денот, а во меѓувреме ќе ви закажам нова средба за точно 7 дена. Се гледаме повторно наредната недела со нови совети кои ќе го разубават вашиот простор. За сега пријатно од мене.